Чест ми е денеска што присуствувам во општина Ново село, од проста причина што општина Ново село е рурална општина и од близко да се запознам од ВД градоначалникот со проблемите и потребите на општина Ново село, што се соочуваат секојдневно граѓаните на оваа општина. Значи, ние како централна власт, не само оваа година, па и претходните години, и се надевам дека и понатака че ги имаме предвид руралните општини, пошто знаеме сите дека буџетите на руралните општини се помали и че ги имаме предвид за да им помогнеме со повеќе средства, се со цел да се подобри животот на граѓаните на овие општини. Се со цел да останат тука и младите да не ни заминат во странство. Преку Бирото за регионален рамномерен развој, лане општина Ново село доби два проекти, изработка на техничка документација во вредност од околу 10.000 евра. Тие се веќе одобрени, се чека да се реализираат. Целта на тоа беше лани за да општина Ново село да изработи техничка документација за нови проекти, за да може да аплицира на други институции да повлекува што повеќе средства. Исто така, за ова година општина Ново село аплицирал во Бирото за регионален рамномерен развој за санација на спортската сала Христо Татарчев. Можам само да кажам во врска со ова дека апликациите се постигнати и комисијата е составена, ќе ги разгледат апликациите, ќе вршат евалуација, проценка на сите тие проекти, па после тоа Националниот совет ќе одлучува за сите тие проекти. Во моментов, како позначаен проект е проектот кој е аплициран преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, преку мерка 321 и за општина Ново село се однесува изградба на локалниот пат Зубово, спој со Ново село и Мокриево во вкупна должина од околу 900 метри, односно ова е последна трета фаза од изградба на овој пат. Се надеваме на позитивен одговор во најбрзо време од страна на Агенцијата за финансирање на овој проект. Исто така, општина Ново село е застапена во голем број наши проекти, кои се веќе завршени со имплементација или се уште се имплементираат. Еден од тие е и проектот за изградба на две прифатилишта за бездомни животни. Имено стационарот кој се гради на територија на општина Струмица, иако е во Струмица, тој се однесува, односно ќе ги задоволува потребите на сите општини од Струмичкиот и Радовишкиот микрорегион. Имено овој стационар ќе ги згрижува сите бездомни кучиња, односно животни од овој микрорегион и ќе работи за доброто на сите општини од овој дел на југоисточниот плански регион.